Европската унија се залага Македонија и Албанија заедно да ги продолжат преговорите без натамошно одлагање. Вакви ветувања му дала шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен на премиерот Зоран Заев на средбата во Брисел. Според неа ова било важен процес кој не требало да ги одложи преговорите. Европската комисија ќе се вклучи уште повеќе со суштински и посветен ангажман, бидејќи ова е многу важен процес кој не смее да го одложи стартот на преговорите со Македонија за членство во Европската унија. Се залага за двете земји, Македонија и Албанија, заедно да ги продолжат преговорите без натамошно одлагање. Премиерот Заев пак очекува разбирање и посветеност од бугарска страна за интеграциите и порачал на фон дер Лајен дека македонскиот јазик и македонскиот идентитет, наметнати како прашање од Бугарија, воопшто не смее да бидат тема на разговорите. Нашиот македонски јазик и македонски идентитет не се за преговори и треба да бидат тргнати од маса. Ние сме пример за диалог, пример за решение, но прашање за кои што никогаш нема да се разговара секако се македонскиот јазик и македонскиот идентитет. Ја искористивме приликата да споделиме дека имаме ние и гордост, имаме идентитет. Нашата гордост може да биде повисока, пониска, сме го покажале тоа, но преговори за македонскиот идентитет ниту мојата влада, ниту било која друга влада може да води, не па некоја друга држава или унија во која што и не сме членка. Јасните пораки на еврокомесарот Вархеи за исклучување на Македонија од пакетот со Албанија како можно европско сценарио, денес пак поседбата со Заев ги снима. Умерен вели дека Советот е на потек да дојде до договор за преговарачката рамка. Добри разговори со премиерот Зоран Заев денес за потребата од официјално започнување на пристапните преговори со Македонија. Важно е Европскиот совет да постигне договор за преговарачката рамка што побрзо. Зборувавме и за борбата против ковид и имплементацијата на економскиот и инвестициски план за Западен Балкан. Изјавите на Вархеи за одвојување на Македонија предизвикале лавина негативни реакции во Брисел. Австрискиот весник Стандард пишува дека висок службеник на Европската комисија изјавил дека пораките на еврокомесарот наишла на чудење во Брисел. Не разбирам што му стана, ние секогаш велевме и понатаму ќе велиме. Македонија ги исполни сите критериуми. Напротив, држави како Данска, Холандија, но и Германија, која влегува во изборен период, никогаш нема да одобрат да се започнат преговори само со Албанија. Не подготвуваме никакво раздвојување, а исто така нема потреба ниту од нов извештај од комисијата. По посетата на Брисел, Заев заедно со вице-премиерот за европски прашања Никола Димитров ќе оди за Мадрид, а дипломатската офанзива ја завршува на економскиот форум во Грција.